near the quiet of the dawn, you're the first to rise. With a light and no wine, you light up the skies. Bars on the window, the world outside awaits. A four-legged friend with a heart that never breaks. Да го питам едниот од двајцава Джеймс Бондови, дали е глуп, дали е наивен или и двете у комбинација, што би се рекло у пакет. Значи, едниот Джеймс Бонд, за да влезе у комбинација со другиот Джеймс Бонд, кој го знаеме кој е и што е, и кај треба да биде, а не е таму кај што треба да биде, значи треба да си или глуп или наивен да владаш у комбинација со него. Или треба да си ист као него. Свесен за тоа што го правиш. Толку околу дивите наградни игри и пиленцата кои што нагло станале соколи и полетале многу високо. А за жал, никогаш во животот не ја прочитале приказната за Дедал и Икар. Или ако некогаш ја прочитале, ја заборавиле. Или, народски кажано, кој високо лета, ниско паѓа. Нарцисоидноста, алчноста, човекот може да го доведе во позиција многу лесно, од врвот да падне доле во калта. Многу поучна овај приказ на, за жал, некои треба да научат, особено ако не учат од своите претходни грешки. ВМРО конечно тргна во акција, почна да се чистат некои делови на Скопје и околината, што знаеме кој ги држеше под контрола, знаеме тамо дека со години не влегуваше законите, поточно да кажано, силата, механизмите за репресија на државата, која што очигледно решила да воведе ред, и се надевам дека таа работа ќе истуркаат до крај. Нежниот киднал во меѓувреме исто за криминал, тежок, обвинет, тоест му се спрема обвинение, не е уште обвинет, не знаеме, и вели дека ќе се врати од таму кај што избегал само да заврши некои работи. Ќе се врати на куково лето, но треба истиот да знае дека животот во бегство не е живот. Колку и да се правиш голем фраер, кога си на страна, треба многу луѓе да подмачкаш, за да можеш да си обезбедиш некој мир и некаква слобода, ама слобода онака што се вика да спиеш со едно отворено око, а тоа не е живот. И сега нашата држава треба да ги искористи сите механизми меѓународни, да не му даде на таквите сите што ќе избегаат, да не им даде мир, дури и да отидат во Тунгузија или не знам каде. Треба постојано да им се дише во вратот и да се обидат, да ги најдат каде и да се, и да ги вратат овде и да одговараат за сите недела или криминали што ги направиле. Оно што го најавуваше ВМРО од долго време, а што многу беа неверни томи у тој поглед, дека конечно ќе се тргне со расчистување на многу аномалии, многу криминал, особено од оние кои што владеја со Македонија 20 и кусур години. Конечно почната акција и само се надевам дека многу од нив ќе видиме задрешетки со до крај процесуирани, со цврсти пресуди, кои што нема да може никој да ги оспори, и дека можеби од сега па натаму ќе може конечно да
заличиме на вистинска држава, но да видиме. Значи ова е само добар почеток, а како ќе се одвива цела работа, како јавност, нормално ја охрабруваме власта да продолжи да расчисти со сите тие сиви структури кои што практично држаа Македонија во заложништво уназад децении. А за ова со Джеймс Бондовите видете што како, тамо ја не можам да преюдицирам, но она што го велат некои медиуми кои што се поупатени, кои што и го објавија веста, вистина постои огромен сомнеж дека Джеймс Бондовиве влегле во работа за која што пак не се дораснати и пак ја кажам, треба да си ги сносат последиците за тоа. Само ви викам, не знам едниот Джеймс Бонд со кој памет влегол се фатил за орото со другиот Джеймс Бонд. Кој што знаеме кој што правеше и кај треба да биде, а не е тамо кај што треба да биде. Секако тука треба да се викнат на информативен разговор и многу други луѓе кои што му овозможиле на овој другиот Джеймс Бонд пак да добие крила, пак да полета високо во облаците. А што да кажам, за другиот Джеймс Бонд стварно ми е мистерија, мислам. Со секоја почит кон она што го работи, али стварно глуп ли е, наивен ли е, или двете во комбинација со едно трето, ваljda нема таков ум кој овој другиот Джеймс Бонд. Јеби га. Жабата помислила дека конј па ја дала ногата на потковување, бе луѓе, не е лесно да изигравате агент 007. Не може да биде секој агент 007. Е малце на земја спуштено. Дечки, девојки некој да не ме обвини за овој сексизам, значи дечки и девојки од власта, само напред и бескрупулозно. Само така можеме да направиме Македонија да направиме место за пристојно живење. Се одјавувам од паузата на пробата на представата Адамс Фемили, чија премиера е на 25 декември, пред премиера со публика на 24 декември. Ќе стигнеме сигурно, представата ќе биде страшно интересна и смешна. Мислам, Адамс Фемили ја знаете темата и се надевам дека на време билетарата е веќе денеса кој вторник ја више изгубив ориентација дека работевме и сабот и недели, понеделник, така нешто. Вторник денес, значи билетарата ви е веќе отворена од 14:30 часот до 8 вечер, не ме држате за збор. Резервирайте си или купете си карти на време за предпремиерата или за премиерата, затоа што интересот е навистина голем, без никаква желба, нели, да правам герила маркетинг или нешто така. Значи навистина интересот огромен. Баш кај јас се враќам на сцената после многу години и знам сега на луѓето и тоа може да им се види интересно, дај да видиме овој што лапрдаше по Facebook, да видиме на сцена каков е. На сцена така. Јас сум под уште поголем притисок изложен пред очите на јавноста. А не сум 007 јебика. Тоа никогаш не научив овој. Немам талент за да бидам 007. Јас сум представа Чичко Фестер, Чичко Гној, Анкл Фестер, Чичко Гној. Ајде да не дам говна. Се пија.
In the quiet of the dawn, you're the first to rise. With a wagon and wine, you light up the skies. Bars on the window, the world outside awaits. A four-legged friend with a heart that never breaks.